Време е да гледаме звук. Време е да посакам добро утро на колегите Ване и Зорка од Радио 2. Слушате, гледате звук, гледате Радио 2. Добро утро, колеги. Размислував и сакав да го слушнам вашето мислење на темава. Денеска е третиот работен ден од неделата, но слушате ме внимателно. Третиот работен ден од неделата, среда. Обично за среда велат дека е среќна среда. Меѓу другото, ние сме тројца водители, колеги во моментот. Да си го прогласиме пред време како среќен денов или? Не знам, Зорица, веруваш во тоа среда среќен ден? Апсолутно, нема среда што не била среќна. А зошто е тоа така? Мислам дека никогаш нема да дојдеме до точниот одговор на ова прашање. Па веројатно е мајндсетот кој што го поставуваш рано по сабаре, денес ќе биде среќен ден и ако верувате дека тоа навистина ќе биде така, нема зошто и да не биде. Ајде, нека биде. Јована, благодариме за најавата. Добро утро, 7 часот 29 минути. Време е Радио 2 да превеземе и дел од телевизиската програма ова утро на Македонија наутро. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Добро утро Скопје, добро утро Македонија. Моментално 18 степени Целзиусови имаме во центарот на главниот град, 7 часот и 30 минути. Да повторам, 3 јуни 2026. Ке летне и овој месец. Среќен ден. Да, на третиот ден од месецот закажуваме дека ќе летне месецот, а ќе летне. Бога ми секогаш кога правите убави работи, нешто кои што ги сакате, времето многу брзо лета и тоа ќе биде така и во овие следни 28 минути од прилика. Так. Некако додека почнеме, додека се загрееме, веќе е време да ви кажеме до слушање од овде, но ние продолжуваме долу во Радио 2. Така, ако сега го пиете кафето по дома, уживајте. Ако веќе заглавивте во скопскиот сообраќајен метеж, без паника, каде и да сте, ве будиме со полна пареја. Ова е звук што се гледа, утринскиот ритам кој што ве вади од секоја гужва. А за да ни стартува денот со смеење, пред првиот блок сервисни информации, еве накратко што пропуштивте во вчерашното издание. Може? Ајде. Повеќе се чека на наплатна станица Миладиновци отколку на Евзони викендов. Да го пробаме ова утринска на Радио 2. Треба да го отпееме. Треба да го Многу е извежбаме. добар джинглот. Добро утро, 7 часа 42 минути. Денес е денот за предвременото заминување од работното место, слушатели колеги. Значи дека денес веројатно не смееме, но секој од нас можеби би посакал не Добро. да си замине. Благодариме на целата поддршка и сите фотографии и пораки кои што ги праќате. Се разбира, секогаш кога имаме 2 секунди можност се обидуваме да провериме што е нешто ни праќате. Такво нешто беше пратено и вчера, многу фино и нешто кое што особено ми израдува затоа што е фотографија која што е многу симпатична. Да, дефинитивно го имаме најслаткиот нов член во нашата публика. Не, ова Ова е е дефинитивно вчера. фотографија која што сакам да ја извадам, да биде во рамка затоа што е многу симпатична. Време е за рубриката па-па-па-па-пам. Како се Што викаше, што пропуштивте? пропуштивте дека спиете? Чека бе влезена во барабанчињето. Дали некогаш сте помислиле дека семка од манго може да ја определи вашата судбина? Женецот на невестата треба да ја подари оглодена семка од манго. Оглодената семка од манго најверојатно покажува какви се неговите вештини. Ето, многу нови работи ќе научиме. Знаеш што размислував и јас да сум во Португалија ќе бидам вака креативен. Што е на македонски начин? Ете, кое ово ќе би било на македонски начин? Место манго? Место манго. Еве ви прашање за размислување, го замисли Ване, ве замислив и вас. Што каже за Ајварот? Не сум сигурна за кое овошје ќе се одлучите, ама сум сигурна дека ајварот, правењето, целата процедура на правење ајвар и како многу сериозен тест за бракот. Дали ќе се скарате, нема да се скарате, ќе ги одбере вистинските пиперки или нема, ама ќе го оставиме тоа за некоја Се друга согласувам. тема. Честитам за констатација. Ете, ако не пропуштивте вчера, не забравајте денес да останете овде и да прегледате се оно што може би сте пропуштиле спремајќи се или одејќи кон работното место, затоа што одиме лајв во моментов на Радио 2, на Facebook страната. Ќе ни биде драго да ве видиме таму и да ги прочитаме вашите коментари. Баш така, ќе следам јас да видам какви ќе бидат првите коментари. Секогаш не радуваат и ваши фотографии и видеа кои што ни ги испраќате на Радио 2 МРТ, па пред да продолжиме со програмата ќе побарам од режијата да ни ја прикачат карикатурата што специјално за нас ја направи еден
гледач и слушател. Точно знам и кој ја направи Владко од Велес. Поздрав, наш редовен слушател на Радио 2. Туку, оно што ми е многу интересно е зошто јас на слушалките имам рокчиња, Ване? Или изгледаш како да си испила цел бокал кафе одеднаш? Па, не е далеко од вистината, иако не, се шегувам. Расонета Тама си. работа, расонета, во не достигна уште малку кафе. Ама изгледам таму како нешто да ти привикувам, а ти како добро, Зорче, дали така ме доживувате? Се чувства некоја ѓаволска енергија во Мајко на срекна на средом. оваа карикатура кај двајцата. Искрено мене навистина ми се допаѓа. Ви благодариме. Погледнете само колку сум смирен, колку смирено На карикатурата пристапувам или? дури на карикатурата. Едно фино, мистериозно насмевче, си ги читам пораките на мојот лаптоп, еве и сега ќе видам што се случува, додека ти со рацете секогаш објаснуваш некои теории на заговор, тоа мислам дека ти е веќе традиција. Традицијата продолжува и денес. Добро утро, да, ова е Радио 2, 7 часа 34 минути, останувате тука. Така е. Време е за убави мисли, чист воздух, будење на целото тело. Но пред тоа само што добивме една фотографија од слушател и колега Кристијан за собрајке да кажеме Така. дека има голема гужва низ Скопје. Гужва, благодарам утрово. Кристијан за апдейтот ова утро. За жал не можеме веднаш да ја пренесеме, но според она што видов навистина е предизвик да се стаса на работното место навреме ова утро. Токму затоа тргнете малку порано или користете алтернативно средство за одење на работа, на пример велосипед. Велосипед. Зошто да Само не? што ни пише и Сара да надополниме дека откако има нов сообраќаен режим на Јужен булевар, има големи гужви таму. Јас тоа го констатирав и утрово кога доаѓав кон работното место. Имаше колони како некогаш во 7:30. Сега луѓето порано излегуваат најверојатно од на работа. Но, ако утринава видовте сонце, тоа е добар знак дека денеска треба да му дадете малку одмор на автомобилот кога веќе го зборуваме ова, бидејќи денеска го славиме најсовршеното, најеколошкото и најзабавното транспортно средство на сите времиња, тротинетот. Велосипедот. Шегувам, велосипедот Без секако. пуни. Велам од каде најсовременото. Додека кај нас вртењето педали се што може би се смета за фитнес или за борба со градскиот метеж. Имаме делови во светот кои што верувале или не, си прават сериозен бизнис од тоа. Именно во некои држави буквално ве молат и дебело ви плаќаат да се качите на две тркала. Така е, еве да почнам со Белгија, го имаме примерот, вели во оваа земја вртењето педали ви носи чист кеш на сметка. Таму газдата има законска обврска да ви плати за секој извозен километар до канцеларија. Леле, тука колку би се... Замисли ти колку далеко си и има плата плюс да ти доаѓа. Па тука мислам дека јас би купил намерно подалеку стан. Уште во Велес може да Во се Велес. преседеш и од Велес да доаѓа. Па добро, На зашто не? пример, вели еден белгиец кој патувал 15 километри до работа со велосипед, годишно заработува дополнителни 1000 евра. Ем чист кеш, ем бели дробови. Чист кеш за чисти брзо ќе бели стаса дробови. на работно време. А сега одиме во Холандија, каде што државата е толку заљубена во велосипедите, што практично ви подарува 40% попуст за да купите нов велосипед. Практично пола-пола со државата го купувате. Значи, ветуваш дека ќе одиш на работа со велосипед и оп, државата ти купува практично нов велосипед. Колку убаво тоа звучи. Убаво звучи. А што прават и во Британија, еве да провериме, компанија купува велосипед, односно ти купува велосипед, плюс цела додатна опрема. Мислам на кацига, на светла, кабаница за дожд, која таму често нели им треба. Потоа велосипедот го користиш во следните 12 месеци со минимални одбитоци од плата, а по една година велосипедот и целата додатна опрема си Станува остануваат твои. Колку убаво. Затоа би дала една констатација, можеби не е дека тие толку се заљубени во велосипедите, туку нас нема кој да ни купи велосипед. Евентуално, но купете се вие ако тоа ве прави среќни. Денес им аплодираме на сите скопски велосипедисти. Навистина е предизвик да се стаса од точка А до точка Б во Скопје. Најбрзо се стигнува со сопствен погон и на две тркала. Денес е 3 јуни, светскиот ден на велосипедизмот. Аплаудираме денес на велосипедистите, а стискаме палци на оние кои што во моментов не слушаат заглавени во скопските гужви. Добро утро, 7 часа 38 минути. Ова е звук што се гледа и Радио 2.
велат дека велосипедот е здрав, практичен и еколошки, велат дека со него побрзо се стасува од работа, нема проблем со паркинга и добар е со здравието, односно за здравието. Но дали навистина е така? Нашиот колега Тик-Так реши да ја истражи, да ја презентира другата страна на приказната, страната за која ретко се зборува на негов иновативен начин, како што тој знае. Еве која порака има нашиот драг колега да ја пренесе за сите љубители и нељубители на велосипедот. Може. Велосипедистите се најголемата закана за економијата. Да. Зошто? Прво, тие не купуваат автомобили, не точат бензин, не земаат кредит и не плаќаат патарини. Не оставаат пари на паркинг и речиси никогаш не одат кај автомеханичар. Што значи парата не се врти. Но тука не завршува проблемот. Велосипедистите најчесто се движат, вежбаат и се грижат за своето здравје, што автоматски значи дека и медицинскиот сектор е пократок за нивните пари. Не одат на лекар, поретко купуваат лекови и многу помалку ги оптоваруваат болниците, односно со други зборови, здрави се, активни се и упорно одбиваат да трошат пари на работи што би ја придвижиле економијата. Затоа, ако сакаш да ја помогнеш на економијата, остави го велосипедот, земи автомобил, јади бурек и секој ден задолжително посетувај ги аптеките. Но, ако сакате да си помогнете себе си, качете се на точак и завртете еден круг низ градот. Пред малку слушнали убава констатација. Имаш избор. Како не, слушнав, избор имаме секогаш, важно е ние што ќе одбереме каков избор ќе направиме. А нашиот избор ово утро за првиот музички поздрав, слушај добро сега, Супер Хикс, И Африка. Да. Да не раздвижи нашиот Може. колега Пеце, го слушате во Пецетека на Радио 2, секоја слушаме сабота од редовно, 11 до 13. 7:40, само 10 минути летна, тоа значи дека ни е забавно. Добро утро, 18 степени во Скопје. Ако ви е забавно и вас и сакате да ни испратите фотографија, тука се Facebook, Instagram, Радио 2 Марате. Добро утро. Иако не сум бил во Африка, имам чувство како таму да живеам. Мајмуни и слонови, околу нас и по некој гепар чека во заседа. Биволи и жирафи, во джипови, зебри костумосани, со актовки, кобили нашминкани, навлечени на хуманитарни балови. Спа центри, секој е секому грана, во ова мала савана, секој е секому грана. Бебе јо, а бебе јо, на бебе јо, а бебе јо, бебе јо, а бебе јо, на бебе јо, а бебе јо. Иако не сум бил во Африка, имам чувство како таму да живеам. Мајмуни и слонови, околу нас и по некој гепар чека во заседа. Секој е секому грана, во ова мала савана, секој е секому грана. Бебе јо, а бебе јо, да бебе јо, а бебе јо, бебе јо, а бебе јо, да бебе јо, а бебе јо. Nakupenda ya wewe pia unanipenda. Mimi ni mzungu ambaye anawapenda sana. Nitakuja kuwatembelea huko Afrika na itakuwa chakula yenyu milele na milele. Sekoi
Секој е секому храна во ова мала савана. Секој е секому храна во ова мала савана. Секој е секому храна во ова мала савана. Секој е секому храна во ова мала. А, толку беше песните. 7:43. Штета. Ќе имаме уште убави песни до Окей. крај. 7 часот 44 минути. Добро утро, вие сте со звук што се гледа. Ова е Радио 2 и се разбира нашето радиско-телевизиско издание. Не следите и на македонската телевизија и во живо на нашата фан страна на Facebook Радио 2 МРТ. Така не е и страната на Инстаграм. Добиваме утрово доста пораки. Владко поздрав, Тоде поздрав, добро утро. Еден профил види толку е навреден што не поздравуваме, а секој ден ни пишувал. А И може да не како пише име, кога не ни како, се представува кого да? со име, сега тука кој е крив? 50-50 е кривицата. Еве, види поздрав. Види, не Поздрав. знаеме како се викаш, да те поздравиме. Но добро, ето, ќе ги поздравиме сите оние кои што немаат проблем да не поздрават и нас. Особено многу се радуваме на сите ваши пораки, на фотографиите и видеата од тоа како изгледа вашето утро. Сме најстрекни кога ги добиваме и токму затоа ве охрабруваме се она кое што ве асоцира на утро. Сакате да го споделиме со цела Македонија и пошироко, да не го испратите, добро ќе го склопиме и утре веќе ќе го видиме. И сега време е за тоа нашето Та-та-та-там. како што редовно се најавуваме. Срекни вести, Yes. срекна вест за нашето здравје. Ајде, уште една, од една на друга. Да, во рубриката Срекни вести, срекна вест за нашето здравје. Производителите на сирење денови има успешна акција, знаеш, слушна, Добро. за намалување на холестеролот на граѓаните во Македонија. А, така, добро. Да. Наместо опасните 20% млечна маст, во нивното сирење е пронајдено едвај 1% маст. Вау. Што значи тоа Ние за сме нас? срекни луѓе. Знаеш што значи тоа за нас? Па, значи дека... Бараме мислење од колегата Тик-так. А, да, ни меѓу каже од другото. Португалија што мисли, бидејќи е специјалист за холестерол и гурмански истражувања, па да видиме прво Што да тој ќе дадеме, каже? да, прво чисто да дадеме еден вовет во оваа тема, а потоа се разбира и негово мислење. Имаме доста материјали за ова нешто. Сигурна сум дека се прашуваш која е една од работите што најмногу ми фали во Македонија. И да не те лажам, ќе ти кажам. Сирење со палмино масло. Толку многу ми фали што последен пат кога бев во Македонија, решив да си купам многу сирење со палмино масло и да го донесам овдека во Португалија. Постои голем интерес за него, кога ќе го пробаат комшиите викаат ле, што е ова, што е вака добро, ние во Португалија немаме вакво сирење, а јас се викам, ова е нешто специјално од Македонија, се прави по оригинален старински рецепт на стар начин и има една тајна состојка која што го прави македонското млеко да има така убав и добар вкус. Погледни. Ова го нема никаде. Според етикета 23% млечна масленост, според мојот префинет вкус, многу помалку и се разбира главната состојка палмино масло. Одамна си го мцнам парчево со 2 јајца. Пацки. Ето, кога нема, треба да си понесеш од дома. Ке си понесеш од дома, знае за ова, така за процентите, најверојатно известно. Да, апсолутно е информиран и мислам дека од таа причина и си носи секој пат кога ќе дојде овде по нешто таму да го подсетува на дома. Да. Значи формулата за долговечност е откриена, колку помалку млеко има во сирењето, толку подолг е животниот век на македонскиот граѓанин. Купувајте производи со лажни декларации и живеете 100 години со чисти артерии. Прекрасно. Така нека биде пораката, може? Каков маркетинг момент направи секоја чест. Во секој случај, нели, ги очекуваме и вашето размислување на сите оние теми на кои што ние зборуваме, а сакаме да го чуеме и вашето размислување. Facebook, Instagram, Радио 2 МРТ, каде повеќе милувате, таму може да ни пишете. Така. И ќе ја затвориме темата за сирење. Ако зборуваме за алхемиското сирење кое што е многу популарно во Европа, имаме потврди од нашиот колега Тик-так, кој што е познат гастроном од сите преубави јадења, што може да се најдат во преубавиот Порто, се чини дека нема да му недостасува токму нашето сирење, тоа го излековме како заклучок. Апсолутно да. Да. Одиме и со последниот материјал од овој блок, останете со звук што се гледа. Спасени сме од инфаркт. Производителот свесно одлучил да не излаже за декларацијата за да ни го спаси животот. Замислете каква хуманост. Наместо да ги затнете артериите со мрсно сирење, тој ви подметнува диетална вода во цврста состојба.
Благодарение на оваа измама, вашето срце ќе чука како швајцарски часовник. Бесплатна кето диета. Македонските млекари ја измислија првата невидлива маст. Повеќе нема потреба да плаќате скапи нутриционисти и фитнес тренери. Јадете како да е мрсно, а слабеете како да сте на најстрогиот пост. Чудо на природата. Затоа уживајте во денот. Купете си 3 кила од ова магично сирење и заборавете на холестеролот. Кај нас дури и измамите се во служба на нашето здравје. Тоа е тоа. Ете, гледаш, некој Затворена решил да тема. наослаби до лето да изгледаме фит, така што нема потреба да се секирате, што и да јадеме се влие позитивно на нашето здравје. 7 часа 49 минути. Златко и Оливера ни пишуваат, не поздравуваат од Прилеп. Горан вели во врска со темова да се направи забрана за увоз, употреба и пуштање во промет на палмина маст. Еве решение од наш слушател, што Може би. туку ни прати порака. Не сум експерт на таа тема, ама сум експерт за тоа како да донесеме ведрина и расположение и кај вас, но и кај нас. Со музика, со Музика музика. во продолжение, да. Калиопи ни е следно со Ела, ова е Радио 2 и звук што се гледа, 7 часа 49 минути, 18 степени е се уште во Скопје. Радио 2 мрете сме на Facebook и на Instagram, ве чекаме да ни пишете и понатака. Пишувајте, не завршуваме Пишувајте, ние во 8 пишувајте. часот, тик-так и Зорка се продолжуваат и по 8, се до 9:30. Ова е само старт на уште еден убав ден и во Скопје и во Македонија. Среќна среда. Црни фустани и лажни наследки. Улиците се преполни со некои чудни ликови, а ти наивна и искрена по овој полусвет. Мислиш сите цвекиња во пупка кријат цвет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај, дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пет. Ајде, ела, застани, не врти се во круг. Сите твои проблеми ги крои некој друг. Секој може секому стон да продаде. Дали поскапо и лефтино, тоа ништо вредно не. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај, дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај, дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пет. Ела, ела, душа врела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет. Многу брзо ми завршуваат песните, а таман ќе се разиграм. Нема откако га Калиопи во прашање, благодарам на се на кое што твори и ние имаме можност да го слушнеме. Едно од посимпатичните песни во последно време кое што сум ја слушнала, иако е малку постар. А се подготвуваме и за уште еден убав концерт на Калиопи, кој што го најави за крајот на оваа 2026 година во Скопје. Радио 2 мрета, се враќаме на Facebook и на Instagram и се враќаме на вашите фотографии и видеа. Еве едно видео кое што ни го испрати наша редовна слушателка, малечко маченце, кој толку упорно си бара внимание. Ова видео ја добива наградата за најдобра утринска антистрес терапија. Па зарем има подобар начин да го започнете денот од ваква невина и чиста Па природа апсолутно и не, душичка? сега
си правам некоја препоставка дека додека го гледам мачето, со едната рака го држи телефонот, со другата го држи кафето, некако ми фали да биде во но во секој случај, апсолутно нема ништо посладко од тоа денот да го започнете со што и да ви носи позитивна енергија. Се надевам дека тоа утрово бевме ние. Денес е светски ден на велосипедите, за велосипедите, со велосипедите. Имајте го тоа на ум ако сега се подготвувате за Значи работа. денес ако некој ви рече точак 1 е фино. Празник. Празник. Имен ден. Имено, да. Зорка и Тик-так продолжуваат од 8 часот на Радио 2 после хит неделникот, а ние во 7 часот 54 минути го завршуваме овој прв дел од утринската програма радиска и телевизиска. Зорка, нешто за крај? Така, ви благодарам што и денес бевте со нас. Не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, се на кое што сакаме и го имаме како материјал, ќе го споделиме таму. И нормално договорот е каде се гледаме утре во 7:30. Тука на ова место. На исто место. Јована. Колеги, многу ви... Колеги, многу беше интересен разговорот за палминото масло. Нема да го коментирам, знаете дека сум поборник на здравиот начин на живот, но ќе може ли да ги вратим уште малку колегите да им поставам едно прашање? Еве ги. Колеги, го видовме прилогот на колегата Тик-так со убаво парче сирење и ме потикна да ве прашам летото на кој македонски продукт ве асоцира мене на домат. Јас со нетрпение очекувам да излезе оној јабучар, на воловско срце и некако ми е асоциација дека доаѓа лето вас. Само зеленчук? Било што послободен Било избор. што? Нешто. Што би било? Лубеница. Диња. Може. Овош е зеленчук, се договоривме. Колеги, благодарам на убавото и позитивно расположение. Продолжуваме со програмата на Македонија наутро. Се разбира и колегите се подготвени веќе за првото издание на вестите. Не менувате фреквенција, останувате на Македонската радио телевизија.